Значи, Комисијата за проценка од елементарни непогоди и други непогоди, природни непогоди кои се случуваат на територијата на Република Македонија, овој пат Комисијата при Општинскиот совет на Струмица имаше задача да излезе на терен по поднесените барања од временската непогода која што ја зафати општина Струмица во периодот на 25, 26 и 27 февруари 2013 година и веднаш Комисијата предходно по интервенција, значи на општинските служби, беше и Центарот за кризи и мораше да излезе на терен со тоа што ги согледа фактичките ситуации на самиот терен и кога бевме во можност, значи да пристапиме за проценка на штетата, ние веднаш бевме на самиот терен. Вкупната штета изнесува некаде околу 264 милиони 510 илјади 739 денари, од кои проценетата штета на граѓаните изнесува 202 милиони 403 465 денари, а додека кај деловните субјекти е 62 милиони 107 274 денари. Значи штетата е огромна и самата слика која што имавме прилика да ја видиме на терен, сметаме дека со оваа сума нема да биде надополнета штетата нанесена кај граѓаните и деловните субјекти во општина Струмица, но сепак е добре дојде. Причините беа наведени дека пред се обилните поројни дождови, топењето на снеговите на планините околу Струмица, кои што фаќаат, значи Еленица, Огражден, Беласица, Готен и така натаму. Коритата кои што имавме можност и прилика, значи да видиме дека дел од нив не беа во состојба за да можат да ја прифатат целата таа количина на поројните дождови, се излеа и така предизвика, мислам, штети во домаќинствата и на самото земјоделска површина. Покрај проценката и сумата која што е проценета, вие како комисија дадовте одредени препораки до Советот. Значи, кои се препораките кои што исто така беа оставени? Комисијата констатираше дека и предлага во иднина, значи да се преземат мерки за дорегулирање и обновување, значи на регулираниот дел на речните корита, обновување на одводните канали, редовно одржување на коритата на реките и другите водотеци, чистење на вегетацијата во нив и нивната заштита и на неовластеното користење од страна на самите оштетени лица, бидејќи сведоци сме дека голем дел од тие одводни канали беа узурпирани или уништени од самите нас како корисници. Предложите одредени други ослободувања од Значи, може да биде во парична, финансиска помош или да бидат ослободени од други давачки спрема самата држава, како што се даноци или ослободување од некакви сметки.